Ги следите вестите на Канал Вис, а гостин во вестите на Канал Вис е Елена Ставрецка од Институтот за истражувања Импакта, кој што деновиве прави истражување меѓу општините во југоистокот, колку и како општините ја консултираат заедницата, вклучувајќи ги тука и граѓанските организации, бизнес заедницата, но и впрочем и граѓаните, и колку пак ги почитуваат нивните барања и ги реализираат. Ставрецка, добро дојдовте во вестите на Канал Вис. Добро ве најдов. Докаде е вашето истражување во врска со општините од југоистокот и зашто се одлучивте токму овие 10 локални самоуправи да ви бидат во фокусот, колку и кои механизми општините ги користат за да го слушнат гласот на заедницата? Вака, при крај сме со истражувањето. Од 10 општини имаме уште една денес, значи останува уште една каде што спроведуваме фокус групи. Фокус групите се спроведуваат со советници, градоначалници таму каде што можеме и представници од локалната самоуправа, од администрацијата. Целта на ова истражување е да се мапираат, да се види кои се механизмите кои се користат во тој процес на надворешна консултација, кои функционираат од нив, кои се поефикасни, кои не се и каде може да се подобрат и општините од една страна, но и граѓанските организации, бизнес секторот, па и граѓаните севкупно во вклучувањето од друга страна. До сега имаме различни, имаме една цела палета на механизми кои се користат. Има разлики нормално меѓу општините и токму затоа всушност го одбравме југоисточниот регион, затоа што важи за активен регион од една страна, а од друга страна има и диверзитет на општини. Имаме рурални општини, имаме рурални збиени општини, рурални растегнати, така да кажам, општини. Имаме и урбани општини и еве сега гледате и самите по референдумите дека е прилично активен граѓански. По она што ве слушнав, некаде околу 8 општини досега направивте истражување. Што покажува она што досега го имате како добиено како резултат? Колку локалните самоуправи се подготвени, се спремни да го слушнат мислењето на заедницата и како ги мотивираат за да го артикулираат својот глас, бидејќи факт е дека и бизнес заедницата, и граѓанските организации, а најмногу граѓаните изгубија довербата во општинските, мислам, во локалните самоуправи, ајде не кажам во администрацијата. Така е. Второто е прашање од $1.000.000, што би се рекло како да се мотивираат и всушност самите локални самоуправи кажуваат на тоа, укажуваат дека малку има интерес, но некои ја лоцираат и вината кај себе. Механизмите постојат. Некои организираат различни консултативни средби во различни населени места. Некои организираат така наречени отворени денови. Отворени денови, да речеме, општина Богданци има отворени денови, ама таму се 3 населени места и секоја недела се во различно населено место. Меѓутоа тоа е секоја недела, што значи граѓаните на почетокот бил помало одзивот, а потоа станувал пообемен, затоа што преминува во пракса. И тука јас би рекла дека е еден од проблемите кај оние што се случуваат еднаш, па не знаеме после 4 години пак, можеби после следните избори. Значи има широк спектар на механизми кои се користат, има широк спектар на механизми кои се предвидени правно. Сега не знам колку се сите тие отворени во сите општини, меѓутоа и таму каде што постојат од страна на граѓаните првенствено се користат од до сега што го видовме за лични некои потреби, за проблеми кои ги тангираат индивидуални, колективни иницијативи се помалку. Ги има и таквите, меѓутоа се многу помалку. Сега, една работа на која ни укажа повеќето општини е дека постои тој недостаток на местни заедници, на тоа сврзано ткиво помеѓу локалната самоуправа и граѓаните. И во местните заедници сепак местни заедници кои се и правни лица. Значи, но во моментот местните заедници фигурираат, но не во како правно лице. Негде постојат, некаде и не се функционални воопшто, некаде се еден човек. Може ли таа форма на местно организирање, односно местната заедница да биде навистина посредник меѓу гласот на граѓаните и заедницата, одредена локална заедница со општинскиот центар и да не кажам со самата локална самоуправа? Може, зошто да не може. Мислам, за тоа би рекла дека се важни од една страна организирањето, од друга страна, сега не зборам конкретно за овие општини, зборувам за состојбата во јавната администрација во Македонија севкупно, ни треба и департизирање на институциите, како не би било прашање на од која партија е председателот да не влие ништо, никакво влијание да нема партиското членство нечие. Дали на председателот на
на местна заедница или нечие друго. Постои простор за функционирање на местни и на урбани заедници. Сега конкретно во овој дел говориме за местни заедници, затоа што се познаваат соселаните, да речем, знаат би знаеле каде да се обратат и нема да има потреба за некои ситни работи да одат до соседното село или па некое село кое е уште по-далечено, каде што е седиштето на општината. Простор и потреба има. Дали ќе има волја и кои се импликациите понатаму е друго прашање. Мислам дека интересно е што и сите општини, значи луѓето од општините и советниците, но и оние вработени во локална самоуправа, укажаа самите на потребата од местни заедници. Сега не верувам дека тоа е само префрлање на вината, туку мислам дека и самите како граѓани на општините видуваат дека има потреба од тоа. Кој е поактивен? Градоначалникот, општинската администрација или советниците? Кога станува збор за таа надворешна комуникација со заедницата? Мислам дека најактивни се градоначалниците, од она што го гледаме. Ретко ни се случува советници да ни кажат за тоа што ние ги прашуваме како вие се консултирате со вашиот електорат. Така. И повеќето, со мали исклучоци, повеќето е тоа на лична основа, на некој има потреба, па знае кој е советникот, па се обраќа до советникот. Нема некои организирани средби. За разлика од градоначалниците, меѓутоа и градоначалниците често со себе поведуваат советници од населеното место. Ова го прашувам бидејќи градоначалникот предлага одредени програми до советот, но советниците се тие кои што треба да донесат таа програма да му наложат на градоначалникот да ја извршува. Така. Колку пак советниците го слушаат мислењето на самата заедница? Затоа сакав да прашам, нели треба да бидат поактивни советниците? Треба да бидат. Всушност советниците исто така се наши представници како граѓани, нели се наши представници, ние ги избираме. Меѓутоа не секогаш така тоа функционира. Можеби во општини каде што се од различна партија, да речеме, советничкото мнозинство. Сега ово хипотетички го зборувам, не знам дали е така во пракса. Каде што се советничкото мнозинство и градоначалникот се од различна партија, можеби би профункционирало. Воспротивно постои таа стега, мислам, тоа е мое видување. Тоа е пак од една страна е повина на советниците што не се поактивни, меѓутоа од друг аспект мислам дека малку има тука нели и ние како граѓани не сме доволно активни. Ако некој го плаќаме веќе со наши пари, би требало да се интересираме што тој некој работи. Но многу малку се интересираме и многу малку можеби знаеме дека ги плаќаме со наши пари. Предпоставам дека вршите анализа и на тоа колку пак како резултат, не само со тоа надворешна комуникација, не само да се каже до општината, колку пак таа ги почитува нивните барања и колку ги вклучува во тие програми или пак во креирањето локалните политики. Што покажува праксата и досегашната анализа? Вака, значи ние гледаме на две работи. Гледаме вклучување на граѓаните во изготвување на некои стратешки документи, буџетско планирање. Тоа е едната работа која гледаме, а другата работа која гледаме колку иницијативи доаѓаат. Значи не е врзани нужно со тие стратешки документи, колку иницијативи доаѓаат од граѓаните. За вклучувањето и планирањето, тоа е некаде се ми беше зборот колку пак локалната самоуправа одговара. Дали тоа што они го побарале е вметнато во програми, документи, стратегии и така натаму. Така, во некои случаи да, некаде се случува и ребаланс на буџетот. Еве сега поврзано со референдумите, тоа е актуелно. Поврзано со референдумите, скоро сите општини каде што имаше иницијатива за референдум, глатко стигнаа до тоа. Некои може помалку глатко, ама стигнаа на крај до тоа. И што самото по себе е и финансиско прашање, нели? И после тоа се изготвува ребаланс на буџетот. Значи се одговара на некои поголеми иницијативи. Некои кои се помали иницијативи или пак кои се иницијативи кои не се во ингеренции на граѓаните не се секогаш запознаени што е во ингеренција на локалната самоуправа. И тука е прашањето на целосна децентрализација, која нели не е сосема реализирана во Македонија и некогаш или не се во ингеренција на локалната самоуправа, и се препраќаат до соодветните институции, каде што често заглавуваат и не се спроведуваат,
пример е прашањето за матични гинеколози. Да, што значи дека сепак видате мора да ја лоцираме и во локалната самоуправа, па и во советниците кои што доволно не информираат местното население дека и кои се прочем ингеренциите, да ги запознаат во тој сегмент. Да, верувам дека и тоа е дел таа комуникацијска стратегија, тоа е едниот дел, а другиот дел е не знам колку се објаснува кој всушност е задолжен за што. Прашање имам во делот на вашите препораки, се уште ќе изработувате публикација, претпоставам, кој што ќе биде промовирана, но вака од она како анализа, кои препораки би им ги упатиле до локалните самоуправи, градоначалниците, советниците и општинската администрација во поглед на таа надворешна комуникација и соработка со самата заедница? Ние планираме да изготвиме, тоа е целта, да изготвиме компаративна анализа која некаде до крајот на годината треба да е готова, па после добиваме фидбек од луѓето од фокус групите, па некаде до февруари треба да е целосно изготвена. Некои од првичните препораки се поврзани со измените, се всушност на државно ниво и се поврзани со измени во законите за локална самоуправа, законите за местни заедници и оние сите закони кои се врзани со тие два закони. Значи, повторно местните заедници да бидат правни субјекти, но до општините тие препораки првенствено би било такво организирање на отворени денови и работа на терен. Многу е потешко да ги донесеш луѓето. Тоа е оно што го слушаме до сега, е дека е многу потешко да ги донесеш луѓето на трибина или што да е во општината, отколку да отидеш во населеното место каде што се тие. Така што редовни и често излегување на терен. Тоа е веројатно главната препорака. Да, но и претпоставам и по ажурирање на сите оние механизми кои што им стојат на располагање на локалните самоуправи да ги поттикнат сите. Така, другата е во поглед на комуникација. Некои од идеите кои се нафрле, затоа што голем дел од општините имаат функционални веб страници, имаат Facebook страници, некои немаат. И интересно е што некои од општините почнуваат да ги снимаат седниците на совет, обраќањата на градоначалникот и ја користат дигиталната технологија, ги ставаат на веб страна. Ако не можам да присуствувам на совет, барем можам да ја изгледам таа седница, така да ги прават подостапни. Тоа не мислам дека е целосно доволно, меѓутоа е чекор во добра насока, во доближување на тие некои расправи, стратешки документи и приоритети на општината за граѓаните. Генерален заклучок дека општините ќе мора да се уште се вложуваат во поглед на надворешната комуникација со заедницата или пак доволно е таа кој што има? Не е доволно. За да беше доволно немаше да правиме истражување. Не е доволно, меѓутоа имаме препораки и за другата страна, за граѓаните, за граѓанските организации и бизнис секторот, како и тие да се вклучуваат, да не биде бизнис секторот сведен на само давање донации за одредени културни или спортски манифестации. Имаме препораки и за другата страна, значи не е кривицата само на една од страните. Целта на истражувањето е баш тоа како сите да бидеме подобри, а има простор за напредување и тоа како. Ставреска, јас ви благодарам што бевте дел од вестите. Почитувани гледачи, тоа беше Елена Ставреска од Институтот за истражување и импакт, кој што прави истражување меѓу општините од Југоистокот, колку и на кој начин го слушаат гласот на заедницата каде што функционира, тргнувајќи од градоначалникот, општинската администрација и советниците. Ќе го добиеме таа публикација и да видиме кои ќе бидат финалните резултати. Продолжуваме со останатите содржини од вестите на Канал ВИС.